Добро утро, добар ден. Се чини дека не можеме да се справиме, ниту дека не престануваат ниту скандалите во образованието, особено во високото образование. Последен во низата скандали или недоразбирања е изборот за нов ректор на УКИ. Што е скандалозно со овој ректор? Ние вчера во студиото имавме и еден од кандидатите, господинот Атанасов, кој исто така упати низ за критики за самата постапка и процедура, а истото го повтори независниот академски синдикат. Што е она што е најспорно, дали само конфликтот на интереси на актуелниот ректор? Прво ви благодарам за учеството и поканата во вашата ценета емисија. И оно што се случува во последно време со изборот на нов ректор е само врв од пирамидата по целокупната состојба на високото образование, која ние од Фелата мора да признаеме дека е навистина очајна. Имаме нетранспарентен според нас избор на ректора, не би требало на најголемиот, најценетиот универзитет во Македонија, со најголем бекграунд, со најголема тежина, да се случуваат вакви работи. Сметаме дека транспарентноста треба да биде клучна во вакви случаи. Не да бираме ние личности, него да бираме програми. Во таков случај треба да има една нормална процедура во која сите евентуални кандидати ќе имаат доволно време да ги образложат своите програми и ние да гласаме по програми. Ја да сум на местото на сегашниот ректор, не би постапувал така. Затоа што не би сакал да имам некаква дамка во евентуален избор, ако некој кажува дека тоа не е транспарентно. Каков е вашиот став, зошто се прави се во ова и во однос на роковите кои ги споменавте, од предвидените 30 денови оставени се само 3? Да, јас тоа го кажав сега дека тоа е нетранспарентно, недобро, на брзина идеме на така наречено боксување на избор на ректор, што не е добро. Не е добро, бидејќи ќе треба да има време секој од овие кандидати ние да го видиме, да дебатира, да дојдат на телевизии, да ги изложат своите програми. Затоа кажувам дека ваквата постапка не е добра. И тука не треба само на ректорот да му замераме. Тука јас замерам и на моите колеги од Сенатот, сенаторите, на деканската управа. Значи, сето тоа си имаше една низа која допринесе до оваа ситуација. Не смееме така да работиме. Еднаш да имаме систем на избор, не по личност. И тука не се работи за некакви лични напади на ректорот или не. Ние сакаме да имаме систем. И независниот академски синдикат и во самото име вика дека е независен. Овој независен академски синдикат покажа дека е тотално беше независен од претходната власт. Покажува во многу случаи дека независен и од оваа власт. Независен е од МОН и независен е од УКИМ. Но тоа не значи дека е непријател на овие институции. Напротив, ние сме партнер на овие институции, на кои предлагаме аргументи и фер предлози како да се надминат состојбите во високото образование кои се навистина очајни. Очекувате ли дека во овој краток период ќе се промени состојбата, поточно ќе се промени, дека ќе дојдат институции кои ќе наложат да се промени оваа постапка? Ова го прашувам бидејќи реагираше и Државната комисија за спречување корупција, која побара пак од просветниот инспекторат да се заземе со ова прашање, поточно да направи увид. Очекувате дека просветните инспектори би можеле да ја променат оваа состојба и да наложат спроведување на реален избор на ректор, како што впрочем и стои во правилата? Ќе видиме. Значи, ние имаме некое лошо искуство со тие инспекции, со Министерството за образование и наука, но ќе видиме како ќе се одвиваат овие постапки. Значи, отворена е постапка, ќе видиме што ќе изнесат како аргументи едните и другите. Ние сметаме дека избрзано и во една незаконска постапка иде овој избор и не е добро тоа. Зошто ова го кажувам, зошто ги имаме сомнежите? Затоа што ние за тоа што е добро кажуваме дека е добро. За оние сите негативни работи кои ни се случуваат на УКИМ, јавно ги кажуваме работите. Ние интервениравме пред 2 години
со тотално нетранспарентно, незаконско постапување е формирана интеруниверзитетската комисија. Реагира голем број на видни професори кои беа одбиени во телата на таа интеруниверзитетска комисија, бидејќи на апсолутно нетранспарентен начин, без никакви критериуми беа примени кандидатите и формирани тие тела. Некој упати представка до антикорупцијската комисија, пријава имаше, постапка имаше, беше даден налог до МОН да реагира. Го прашуваме министерот зошто не е реагирано, бидејќи тоа тело е најважното тело што ќе треба да ја креира политиката во високото образование и науката во државата во иднина. Добивте ли некакво образложение од министерот кажува дека ние како МОН сме ненадлежни. Тогаш кој е надлежен? Ако МОН не е ненадлежен, кој е надлежен во државата? Значи, и не ви дадоа одговор, не ве упатија на надлежната институција? После една година некои процедури се променети и во потполно и состав е формирана интеруниверзитетската комисија, тоест конференција, пак според нас со многу пропусти. И его никому ништо, никој не реагира, ни по допрен глас, ни по пријава. Затоа имаме некакви сомневање во сите овие работи. Професор Стефов, морам да ве прашам какво е вашето искуство, каков е вашиот став во однос на просветниот инспекторат. Вчера во изјава за медиумите дури изјавиле дека просветниот инспекторат не постапува по анонимни пријави. Зошто на инспекторатот му треба име и презиме за да почне да постапува, кога впрочем инспекторатите постојат за да постапуваат и сами по себе. Дури обвинителството постапува по допрен глас. Зошто просветните инспектори мора да добијат конкретно име и презиме за да постапуваат? Точно така, не треба да чекаат. Тие имаат должност да проверуваат работата како што доаѓаат на факултети. Еве сега знам да природно-математичкиот факултет имаше инспекција која пола месец се што бараше. Таква инспекција треба да влегува и во УКИМ, во ректоратот. Не треба некој да ја вика и да види дека не е избран председател на Сенат по статутот на УКИМ кој е усвоен во собрание една година. Како тоа се избрани председатели на Сенат и на сите други државни универзитети, само на УКИМ не е. Имаме и нашиот ректор е председавач на Сенатот. Имаме директен конфликт на интереси тука, затоа што со тоа што председава он со Сенатот, он ја насочува работата на сенаторите. А сега сенаторите треба да избираат ректор. Да, токму за тоа и реагираше господин Атанасов вчера. На тоа реагираме ние. Дека е конфликт на интереси. Пред овој скандал се случи и нешто друго. Упад практично во синдикализмот или обид да се направи уште еден нов синдикат и тоа токму по предлог на највисоките ешалони на УКИМ. Се решили оваа состојба? Неколку месеци подоцна. Значи, тоа е уште една работа на која ние жестоко реагиравме. Не дека ние се плашиме како НАКС од други синдикати ако се формираат. Да, нека се формираат на транспарентен начин, да си ги прекрстиме аргументите и да се бориме за подобрување на состојбата во високото образование и науката. Но, ние имавме апсурден случај да непознато е тоа, навистина непознато, во универзитетски рамки наредбодавачот, тоест ректорот и генералниот секретар на УКИМ да бидат иницијатори за формирање на нов синдикат. Апсурд е тоа наредбодавач да биде иницијатор за формирање на нов синдикат. Кои се причините? Во што се сомневате? Значи, синдикат, ние можеме да се сомневаме на многу работи. Но зошто? Зошто му е потребен и зошто ресурсите на УКИМ се дадени во служба на формирање на таков синдикат? Ние реагиравме, инспекции одредени беа во ректоратот, знам дека имаше пријави, имаше казни, што е реализирано, не е реализирано, тоа немаме сознание, барем јас немам сознание, но знаеме дека тој синдикат не е формиран, бидејќи не сме така да се формира синдикат. Не е проблем формирањето на синдикат како синдикат, не на ваков начин. Зошто му е потребен синдикат на ректорот? Ние која со нашите колеги по светот, бидејќи имаме комуникација со разни синдикати, тоа на некој начин го изложивме, беа фрапирани. Како е можно на универзитет
Тоа е на државен универзитет. Каде што наредбодавачот, ректорот или другите ректори се први меѓу еднаквите. Тие не се газди на универзитет. Тие не е ова приватен универзитет. Тие се наши колеги кои се избрани да го водат универзитетот, да го напредуваат и да се грижат за законитоста на тој универзитет. Дури приватните работат под одредени правила, Мора, дури и таму не дури може таму не секој да може, прави кој да. што сака. А не на државен. А не па на државен и тоа на, Така можам да кажам, па на најпрестижниот наш универзитет. Морам да ве прашам, во 2008-та јас кога се запишував на правниот факултет на новинарство, УКИМ беше на шангајската листа во 100-те универзитети, денеска не е. Што да направиме за да го вратиме назад? Зошто си дозволивме толков пат на квалитетот на УКИМ? Значи, јас немам сознание дека бевме на шангајската листа 2008 и не знам дали 2008 веќе се формираше тогаш шангајската листа или тогаш почна тие на Шангај да формираат. Но знам дека УКИМ на други бази на намерење на ранглистата на универзитети, како Webometrics, што е, беше некаде на 1000-то место, што е сосема солидна бројка во однос на тоа што 20.000 универзитети во светот ако се рангираат, но ние паднавме за кратко време за 600 места. Значи, тука е проблемот. И тука ние сме спремни со аргументи да дискутираме со целиот ректорат зошто се случило тоа. И сега како понатаму, како да го вратиме квалитетот? 600 места се многу. Квалитетот може да се врати само ако имаме вложување во високото образование и науката. Бидејќи таа ранг листа која се формира на универзитети, една од најголемите ставки која го рангираат некој универзитет на таа листа е науката. Аутпутот од науката. Ние практично во државата веќе немаме наука. Ако е во високото образование очајна состојбата, науката е избришаа со гумичка. Ние како држава, што е незамисливо. Во Европа, во светот тоа е скоро вака навистина незамисливо. 10 години немаме проекти, немаме конкурси за национални проекти. Тоа значи, замислете си 10 години во науката е многу повеќе него во обичајниот живот. Во науката се одвиваат работите со светлосна брзина, се движат многу брзо. Ние изгубивме 10 години, тоа ти е како еден век во обичен живот. Можеме ли да го надокнадиме? Без никакви средства. Реагираме, зборуваме, дискутиравме и со овој министер. Не знаеме што се случува и зошто е тоа така. Ние имаме финансирање на наши млади да одат на престижни универзитети во светот, и на додипломски, и на постдипломски, и на докторски, а немаме стипендии за постдипломци и докторанти во државата, во својата држава. Што правиме ние? Ние и онај мал број квалитетни што ги имаме научници, наши млад кадар, практично го даваме надвор. Имаме одлив на кадри финансиран од државата. Ако на тоа демотивацијата игра огромна улога. Апсолутно, тие најдобри студенти наши, наместо да доаѓаат и да ги задржуваме тука затоа што не ги вработуваме, тие одат надвор. Знаете ли колку кошта еден дипломиран студент? 100.000 евра. И ние таквите студенти ги даваме на тацна некому. Место да ги задржуваме овдека, да ги даваме услови за работа. И затоа сме во ваква очајна состојба, затоа паѓаме по сите листи. А од друга страна пак имаме зголемен број на дипломирани, магистрирани и докторирани, што исто така е многу спорно. Ваши колеги дури од институтите, за јазиците, за Институтот за национална историја, многу пати го коментира ова и предупредува дека се работи и за фалсификувани или платени дипломи. Јас за фалсификувани платени не би зборувал, но за квалитетот на дипломите секако можам да зборувам. Ако во државата 10 години нема проекти, нема научно-истражувачки проекти, од тоа време се продуцирале еден куп магистри и докторанти. Со кои средства? На кој начин? Кој е квалитетот на тие дипломи? Тука се поставува прашањето. И молк.
Зашто се подготвени тие кадри? Така, а истовремено имаме воведовме докторски студии со 5 до 7.000 евра се докторските студии. Кој може да ги издржи тие? Невработен млад. Тоа излегува дека станува привилегија на тие што имаат пари да докторираат. А тие што се добри и немаат пари, ние ќе им кажеме: добро, слушајте, наши млади колеги, имате по светот ваму таму, кај што им плаќаат стипендии, им даваат се, за само да ги примат. И тие, наместо да допринесуваат за нашиот развој, за развојот на нашата држава, тие допринесуваат за тој развој. Предавате хемија, каква е состојбата и днината на вашиот одсек конкретно? Само уште за науката ќе кажам и за хемија ќе завршам. Значи, ние вложуваме 0,35% од бруто домашниот производ за наука. Најнизок во Европа. Ако се споредиме со Словенија, која е и по население и по површина, тука сме некаде. Тие издвојат 2% од бруто домашниот производ, во средства тоа се 50 пати повеќе, а нивниот бруто домашен производ е само 5 пати поголем од нашиот. Што значи тоа? Дека имаат свест дека со наука може да идат напред. И затоа нашите колеги во Словенија сега спремаат сателит во космос. До таму стигна. А ние кај сме? Што се однесува до хемија, хемија не е ништо подобра, дури полоша во однос на многу состојби во високото образование, бидејќи за десетина години драстично не е намален бројот на вработени. Немаме млад кадар, немаме асистенти, сега се изборивме на некој начин со протести и така натака да добиеме, ама поради вонредната ситуација и тоа не можеме да го реализираме. Ние спаднавме на 19 наставници. И сите се наставници. А интересот на студентите имаат ли интерес да се Има. За среќа има, ние 10 години... Хемијата е една од поинтересните науки. Така е. Ние за среќа 10 години имаме континуирано изброј на студенти 50-60. И тоа е доволно за... Не можеме повеќе да обслужиме. Со овој наставен, со толкав наставен кадар. А немаме ниту асистенти. А истражувања во оваа област, во хемијата, како стоиме на тој план? Истражувањата, добивате ли буџет? Не добиваме ништо. Хемијата... Сведена е на теорија? Институтот за хемија секогаш бил добар во наука и хемичарите и колегите од технолошки факултет исто кои се бават во областа на хемијата и секогаш сме биле лидери во таа област. Значи, околу 30-40% од се што се објавува во списанија со импакт фактор е од областа на хемија. Тоа е огромна бројка, ако земете ние сме 19 на технолошки, колку што се бават од хемија, се колеги некад се уше толку. Од целата држава, од 5000 некаде научници, ние објавуваме 30-40%. ПМФ објавува 50% скоро од се што објавуваме во списање со импакт фактори. Ама тоа е затоа што возот некојаш идел многу брзо. И сега застанал и по инерција почнува се уште да оди, но идеме нагоре. Се уште ли важат тие правила за објавување трудови во списанија со импакт фактори, како стоиме на тој план? Значи, ние на тој план кажав дека идеме се полошо и полошо, бевме многу добри. Ние на Институтот за хемија до пред 10 години додека не се воведува овие докторски студии, не дозволувавме некој да брани докторат ако нема најмалку 2 труда објавени во такви светски списанија. Сега тој критериум е разлабавен и можете да замислите каков е квалитетот и кај нас, а камоли на други места. Каков е пристапот пак до тие научни списанија? Имаме ли можност и капацитет да подготвиме нешто доволно добро за да стигнеме до... Немаме бази, ние имавме пристап 2007-2009 некаде пристап до една од најголемите светски бази за научни информации, тоа е Scopus. И после тоа го добивме буквално за смешна сума од 30.000 евра за 2 години за целата држава и после државата не најде сходно да го продолжи. И од тогаш ние немаме практично никаков пристап до базите на податоци научни, вакви светски Web of Science, Scopus и така натаму. Професор Стефов, јавноста можеби има перцепција дека професорите, стручниот кадар недоволно се користи при носење политички одлуки, од друга страна пак политиката е многу присутна во високото образование. Делите ли и вие таа перцепција?
Да, ние сметаме дека високото образование и науката се на маргините во општеството, за жал, и кога има потреба само тогаш не викаат. А за оние клучни работи како што е сега. Настана пандемија, тој и во светски рамки. Настана пандемија, сега научниците се потребни да го спасуваат светот. Каде бевме до сега? Да, имаше еден таков коментар, ако не се лажам, од еден доктор, им дадовте милиони на Меси и Роналдо, барајте од нив Така е. вакцина. Така е. И еве нашите доктори на кои ниско им се поклонувам за се што прават во оваа држава, да не бидат покатастрофални резултатите од колку што се на сега, кои се релативно, да кажеме, смирувачки, иако немаме добра тенденција во последно време, за жал. Тие направија многу, а тоа значи дека се уште имало некаков систем, некаква школа од бившо време, која не се срушила до крај. Затоа не пропаѓаме. Тоа е резултат на таквите, а не се само во докторската фела. Јас убедувам дека имам контакт со многу мои колеги. Нема струка во државата во која не ние врвни стручњаци. На нив треба да се подпира државата. Но не само кога гори. Во нормални времиња, кога се прават стратегии и така натака. И на крај би сакал уште нешто да кажам, морам да се изјаснам и по партиципацијата за студирање во високото образование, која даваат студентите и која во најголем дел случај завршува во плати. За зголемување на нашите плати, што е апсолутно недозволиво. Значи, МОН дава на сите наставници, на целиот наставен кадар, подеднаква плата во државата. Се што е за професор редовен некаде околу 36.000. Се доближува тоа до просечната плата. Се што е над таа плата, се практично иде од партиципацијата на студентите. И ние внесовме, сакале или нејкеле, институционална корупција во високото образование. Затоа што почнаа факултетите на универзитетите да трчаат по студенти. Затоа што се зависни од тие средства. Ако јас сум зависен од средствата, мојата плата е зависна од средствата на студентот, јас на индиректен начин сум корумпиран. Затоа што не гледам за квалитетот на високото образование, него гледам како да ми се зголемува платата. Така да и онаа плата на професорите од економски од 150.000 денари и онаа плата која нема од каде да е. Ова е едно од прашањата кои не биле толку дискутирани во јавноста, но ова е сериозно обвинување. Ова е додаток на платата од партиципацијата на студентите. Место да оди за квалитет на студирање, место да оди за научно-истражувачката работа во која ќе бидат вклучени студентите, таа оди на плати. Еве јас ќе ви кажам на ПМФ. Ние на ПМФ некаде годишно собираме 250 милиони денари. Не 250, 25 милиони денари. Тоа се 400.000 евра тука некаде. Замислете си тие средства место да одеа, а добар дел од тие средства идат за покривање на стажот. Затоа што ние сме единствена фела во државата, високото образование и науката, на која државата не им го плаќа стажот. Него мораме од сопствени средства. Сопствени средства, ние не сме фабрика. Сопствени средства се оној што ги даваат студентите. И наместо ние да подобруваме училници, да правиме не знам што, целокупното квалитетно образование, зградата да ја подобриме, студентите да бидат задоволни, тоа иде во плати. Не само кај нас, кај сите. И тоа е страшно. И тоа сакам да го кажам на оваа емисија, дека тоа треба да се смени. А може да се смени со една реченица. Во високото образование, во Законот за високо образование да стои дека по ниедна основа средствата од партиципацијата на студентите не треба да одат за плата. Ова не е јасно пропишано. Не. И тоа ако се направи, ве уверувам, за година-две се ќе се среди. Пазарот ќе си го среди се. На економски ќе доаѓаат толку студенти колку што им требаат. Нема да доаѓаат 1800. Нема да бидат да практично ќе остане обртот на пари токму за она за кое што треба да биде наменет. Професорите нема да бидат заинтересирани за тие студенти.
него ќе гледаме за квалитетот на високото образование. Јас сега го кажам за економски ги спомнавам, не се само економски. Да, на новинарство драстично е паднат бројот на студенти. Во мојата генерација бевме 60 запишани, сега се максимум 6. И не случајно во државата 30 години не е потпишан колективен договор во високото образование и науката. Единствена гранка. Затоа што некој сака цело време на лажичка да држи. Сосема за крај, доколку ви послушаат во однос на зголемување на буџетот во високото образование, во која временска рамка би можеле барем малку да го вратиме квалитетот и да го издигнеме уким, па на едно ниво на кое што барем сме биле претходно. Значи, ако има соодветни кадри, добро финансирање, во рок од 5 години може да имаме преку ноќ, тоа не може да биде. Бидејќи толку доле отидовме, да се крениш, доле можеш брзо да одиш. Да. Нагоре тоа е толку споро, значи некаде од рок во 5 години да се стабилизираме, а после тие 5 години да одиме напред. Така, професор Виктор Стефов, ви благодарам за ова гостување во утренски брифинг. Професор по хемија и член на независниот академски синдикат. Сепак моравме да поразговараме за овие состојби, но вие денеска отворивте една уште посериозна тема со која што можеби по кризава ќе треба сите малку посериозно да се позанимаваме. Сепак образованието и здравството се клучните сектори за иднината на државата. Јас сакам да кажам дека НАКС со овој проблем не го заборава, ево контакт со студентите, со студентскиот парламент, ова да се реши. Се надеваме и ние. Секако ќе се обидеме и ректорот да го донесеме во студиото, да одговори на токму на овие прашања и на овие несогласувања. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на учеството.